ова издание. Гласот на Америка на полигонот Криволак пред најголемата воена вежба досега. Одлучен удар 21. Паметните телефони со можност за ултразвук. Најголем бенефит ки имаат пациентите во државите во развој. А по олеснување на рестриктивните мерки во Шпанија продолжија борбите со бикови. Но дали ќе опстане оваа традиција? Деталите во продолжение. Почнуваме веднаш. Поздрав до сите што не гледаат. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Почнуваме со Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски од Вашингтон. В понеделник на Криволак ќе се одвива најголемата воена вежба во државата досега, одлучен удар 21. Од пред 2 месеца на полигонот се присутни и вооружени сили на САД. Гласот на Америка помина еден ден со тимовите на македонската и американската армија. Тоше Огњанов пренесува како тие се подготвуваат. Ридско-планинско рели од речиси 60 километри, со попатни застанувања и разминувања со армиски машини што пробиваат патишта на непристапен терен. Така отприлика изгледаше нашата посета на воениот полигон Криволак. Домаќини ни беа воените инженерци, кои интензивно го средуваат теренот за престојната меѓународна вежба, одлучен удар 21. Веќе втора година сме овде на армискиот полигон, каде што со мојата чета ги извршуваме инженериските задачи во склоп и на рамките и активностите за подготовка на престојната вежба, одлучен удар 21 и Defender Europe, дел од вежбата Defender Europe 21. Со својата конфигурација, Криволак е погоден за симулации на речиси секој тип војување. Како од подземја се издигнуваат нови механизирани мети, шини за подвижни цели, места за наблюдување, магацини. Сето тоа поврзано со околу 100 километри нови и обновени патишта. Заслужни за модификациите и новитетите на теренот се припадниците на инженерискиот батальон од армијата на Северна Македонија. Ним пред 2 месеци им се придружи и 15-тиот инженерски батальон од вооружените сили на САД. Покрај искуството кое што го разменивме за време на заедничката обука, исто така разменивме и нови погледи во однос на механизацијата, во однос на мобилноста и во однос на изградба на инфраструктурните објекти кои што и проекти кои што ги реализиравме во изминатиот период. Една од работите што ја увидовме кај македонската армија е дека нивните оператори се исклучително вешти. Тие поминуваат по 15 до 20 години со опремата и имаат многу повеќе искуство. Едно од главните достигнувања е пробивањето на 62 километарска обиколница низ Криволак. Моментално сме стигнати до последната, односно завршната фаза, каде што можевте да забележите, веќе почнуваме со тампонирање, односно привршување и стабилизација на земјиштето, односно на материјалот кој што го поставуваме. Резултат од двомесечните заеднички активности се и нова полетно-слетна патека за беспилотни летала, како и магацин за чување на метите. Поминавме 2 одлични месеци овде. Не сме имале предходно можност за ваков проект. Одлично беше. Научивме доста. Не очекував дека ќе завршиме толку многу задачи. Модификации на теренот се секојдневие за македонските и за американските инженерци. Велат дека е гордост да се биде дел од инженериски батальон. Да се биде инженерец представува иновативноста, храброста, гордоста и пред се честа кон професијата. Инженерите прават речиси се. Ние го водиме патот, создаваме можности за борбените сили да ги постигнат своите цели. Единиците спијат во бараките што ние ги градиме, се движат по патиштата што ние ќе ги направиме. Инженериските батальони ќе заминат, но зад себе оставаат инфраструктура, што ќе им послужи на армиите што како дел од НАТО ќе вежбаат на овој полигон. За гласот на Америка од Криволак, Тоше Огњанов. А рентген ќе може да се прави преку паметните телефони, iPhone и Android. Целта е да се зголеми пристапот до здравствена заштита во државите во развој. Иницијативата е на Светска банка. Во Најроби, Кенија, оваа идна мајка ќе добие поглед кон иднината, благодарение на уредот наречен Butterfly IQ. Butterfly IQ е првата и единствена сонда во светот, ултразвучен систем за целото тело. Рачниот ултразвучен уред од $2000 работи со мобилните уреди на iPhone и Android и може да обезбеди медицинска слика во реално време.
Наместо да ве испратат на тест, вие веќе го имате тестот во вашиот џеб. Butterfly беше еден од 17 победници на глобалниот технолошки предизвик, иницијатива развиена од групацијата на Светската банка и Сдруженијето на потрошувачи на технологија. Овогодишниот предизвик се фокусираше на решенија за подобрување на пристапот до здравствена заштита во Источна Африка. Нашиот модел пред Butterfly беше само со еден ултразвук. Тоа беше исто како да се возите со такси од клиника до клиника. Мелиса Менки е основачка на мрежата Афија во Најроби, која започна со тестирање на IQ на Butterfly минатата есен. Менки вели дека функцијата телеупатство на Butterfly е пресврт во технологијата. Тука жената може да седи со медицинско лице и со помош на уредот ќе има пристап до толкување, слика и интеракција со експерт. Менки вели дека уредот е голем напредок, но признава дека има простор за усовршување. Не се сите обучени да бидат сонографи, радиолози, затоа направивме огромна инвестиција во создавање на одлична онлайн библиотека да помогне во обуката. Во Кенија за ова има ургентна потреба заради високата смртност кај мајките. Околу 90% од компликациите може да се откријат преку лабораториска работа, добар ултразвук. За овие пациенти тоа е прозорец кон посветла и поздрава иднина. Во Шпанија пак повторно има дебата за оправданоста на борбите со бикови, кои продолжија полеснување на ковид мерките. Дури и пред рестрикциите воведени поради COVID-19 да ги затворат шпанските арени за борби со бикови и да остават стотици луѓе без работа, ова уметност беше во пат поради силното движење за правата на животните и некои лево ориентирани градски совети кои одбиваат да издвојат средства за фестивали со бикови. Граѓаните низ Европа имаат целосно право да знаат дека плаќаат за ова, дека плаќаат за забавата и дека слободно може да одлучат дали сакаат и натаму да плаќаат преку деноците или да имаат други приоритети. Европската Унија обезбедува субвенции за поттикнување на руралната економија и за да им помогнат на земјоделците да се борат со климатските промени. Ранчерот Педро Фумадо доаѓа од семејство со долга традиција на одгледување на бикови кои се користат во спектаклите. Тој го брани користењето на јавни пари за оваа намена. Биковите се дел од нашата култура. Тие придонесуваат за екосистемот и поради ова ние добиваме субвенции од Европската Унија. Биковите придонесуваат повеќе од она што ние го добиваме. Десничарските популисти на борбите со бикови гледаат како на сила за национално единство. Тие се стар и силен символ на шпанскиот национализам. Десничарите имаат околу 15% поддршка во Шпанија, па конзервативните политичари на поддршката на борбите со бикови гледаат како на клуч за враќање на политичката моќ. Но дури и поддржувачите се загрижени зашто општата поддршка опаѓа. Ултралевичарите, најекстремните левичари ги користат борбите со бикови за да и наштетат на партијата и да добијат гласови. Напротив, и меѓу десничарите има многу луѓе кои ги отфрлаат борбите со бикови поради тврдењата за суровост. Енрике е поранешен матадор. Неговиот татко работел во Ла Монументал, арената за бикови на Барселона, која веќе нема ваква намена, бидејќи Каталонија ги забрани борбите. Шпанските политичари се свесни за моралните импликации од спектаклот. Мислењето дека мачењето и убивањето животни во јавност не е во согласност со сензибилитетот на 21 век. Сепак, и во 2021 има млади момчиња кои сакаат да бидат матадори. За нив е попривлечно да ги ризикуваат своите животи пред разгневен бик, отколку да бидат на социјалните мрежи. Благодарам на вниманието. Пријатно до утре.
Muzika